Ракометната репрезентација на Македонија за жал го доживеа и вториот пораз на Европското првенство кое се одржува во Унгарија и Словачка во рамки на групата А која што се игра во Дебрецин. Нашите ракометари се поразени од селекцијата на Црна Гора со 28-24. Ако за дуелот со Словенија можевме да кажеме дека одигравме одлично, дека за малку не успеавме да извлечеме реми или победа, овој пат Црна Гора сосема заслужено не победи. Победникот на овој дуел беше решен уште на стартот од надпреварот, кога Црна Гора победе со 4:0. Предноста на противникот, цел надпревар ја бркавме, во првиот дел Црна Гора имаше предности од 5 голови разлика, но на крајот првото полувреме сепак заминавме на одмор со само 1 гол разлика, 17:16 за Црна Гора, а воедно го имавме и последниот напад во првиот дел со кој што можевме со реми да одиме на одмор. На стартот од второто полувреме, прв напад за Македонија, повторно можност да се вратиме во игра, но повторно не успеваме да направиме комплетен пресврт и да дојдеме во водство. Интересно за овој надпревар е тоа што нашата репрезентација ниту еднаш не водеше. Црна Гора постојано беше во предност, сосема заслужено забележа победа, најзаслужен за ова победа на црногорците со која што остануваат во игра за пасма во вториот круг е голманот Симич. Во нашите редови најпрецизни беа Мартин Велковски и Цветан Кузмановски со 6, односно 5 погодоци. За овој надпревар вредно е да се напомене и враќањето на голманот Никола Митревски, кој првиот дуел го пропушти бидејќи беше позитивен на COVID-19, но затоа пред самиот дуел беше објавена веста дека централниот, односно кружниот напаѓач на Македонија, пикерот Стојанче Стоилов е позитивен на COVID-19 и тој не настапи на овој дуел. Македонија на ова европско првенство настапува ослабена бидејќи Дејан Манасков е повреден и не можеше да се стави на располагање на селекторот Кирил Лазаров, кој воедно, иако требаше да има двојна улова на ова првенство, сепак во овој момент е само селектор бидејќи се повреди на првиот тренинг, односно на првиот официјален тренинг пред стартот на европското првенство. На вториот надпревар од нашата група Данска со 34:23 убедливо ја совлада селекцијата на Словенија. Данска со 2 победи од 2 надпревари веќе е пласирана во следниот круг, а Словенија и Црна Гора во нивниот меѓусебен дуел денес ќе одлучуваат која ќе биде втората репрезентација која што ќе патува во втората фаза во онаа главна рунда која што ќе се одржува во Будимпешта. Ние останува да го одиграме само дуелот против Данска, се знае дека ќе завршиме последни, четврти во нашата група без разлика на исходот од последниот надпревар. За нашата репрезентација лошо е тоа што со ова ќе биде помеѓу 19-тото и 24-тото место за на ова европско првенство, а тоа значи дека ќе игра уште во првата рунда од квалификациите за следното светско првенство, а потоа како аутсайдер ќе биде во втората рунда, секако доколку помине од првиот круг. Уште нешто што треба да се истакне од овој надпревар, тоа е големата поддршка која што ја имаа нашите ракометари од трибините, можеби двојно поголема бројка за разлика од таа на дуелот против Словенија, можеби бидејќи надпреварот се играше преку викенд, па имаше навивачи кои допатуваа специјално само за овој надпревар, кои што поради работни обврски не беа во можност да го следат дуелот против Словенија, а нема да бидат во можност да го следат ниту денешниот надпревар против Данска.